Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Матурските прослави треба да бидат моменти на радост, среќа и добри спомени, а не лошо раскажани приказни. Оваа веселба за младите доаѓа со завршницата на средното образование и се доживува како чекор кон полнолетство, што дава илузија на независност. Но во последниве години матурските често се поврзуваат со неодговорно однесување на матурантите. Се фрлаат многу пари на скапи тоалети, шминки, фризури, штикли, облека, што се носи само еднаш, скапи подароци за партнерките. Прославите се почесто личат на свадби, матурантките на невести, матурантите на младоженци, а родителите никој не ги прашува дали можат да си го дозволат сето тоа. Матурантите од родителите ги бараат и ги добиваат клучевите од автомобилот, а на матурските има алкохол или ако е забранет, младите се снаоѓаат и на 1000 начини успеваат да го внесат на прославата. Затоа матурантите треба да го послушаат соопштението на Министерството за внатрешни работи. На матурска прослава без автомобил, без конзумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир. Статистиката е неумолива. Во деновите кога се организираат матурски прослави се зголемува бројот на сообраќајни незгоди, а голем дел од учесниците во сообраќајните несреќи за жал се млади луѓе матуранти. Одговорноста за девијантното однесување на дел од матурантите во сообраќајот е првенствено кај младите, но и кај нивните родители. Дали за матурата мора да се даде и последниот денар? Дали треба да се исполнат сите желби на децата? Како да ги заштитиме младите од последиците од неодговорното однесување? Денеска за тебе имаме две прашања. Дали се претерува според вас со матурските прослави и дали матурските прослави треба да бидат поскромни? Секако, оние кои што редовно не следат, знаат дека во секој издание на Црвена линија имаме и стандардно анкета, која што ја објавуваме секојдневно на Инстаграм. Ако не сте меѓу оние кои што не следат таму, заследете не, поточно ви треба профилот на Црвена линија, но и да се заследи профилот на Телма телевизија. По заследувањето кликнете веднаш на Инстаграм стори и одговорете на денешното прашање. А тоа е дали на матурската прослава треба да се точи алкохол. Како што гледате, имате две опции за одговор да, не. Кликнете на вашиот одговор, а резултатите стандардно се објавуваат некаде пред крајот на Црвена линија и тоа во проценти. Верувам ќе бидете исклучително активни, оние секако кои што еве токму на оваа тема имаат одговори на нашите прашања, можеби меѓу вас се и родители кои што имаат матуранти дома. Како и да е, нешто ќе потпрашаме и во однос на тоа во какво сеќавање е вашата матура, бидејќи сепак матурската вечер е спомен кој што останува за секогаш. Но дали се претерува денес во денешницата со прославите во однос на трошоците, особено дали премногу се троши, дали веќе матурската повеќе наликува на некаква си свадба, а помалку на прослава која што ќе донесе и такако незаборавни моменти за оние матуранти кои што ќе го одбележат овој ден. 023070005 е нашиот телефонски број. Ве замолувам, како и секогаш на самиот почеток, имајте го во предвид само техничкото правило, задолжително и целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Ако сте подготвени сме и ние и секако ќе ни биде драго да бидат вклучени и оние кои што навистина и се на некаков начин во моментот директно засегнати од темата, односно имате матуранти или сте матуранти можеби. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Секако вие сте и драго ни е. Еве. Види, Тина. За алкохол одмач одговорам. За алкохол одмач одговорам не. Сега, дали се претерува? Се претерува. Еве зашто. Јас ходев на матурска со позајмени чевли дури појдов. Па камоли со коли, кој сега со мотори што се извидува во наводници се бесне. Тоа не знам од кој зависи, дали и од родителите, дали и се. Второ,
што сакам да напоменам, многу ми е чудно. Ако се јавуваме за некоја тема, поскапиле цени, ова, она, знаете како кај вас ќе влада крива, ова крива. Како ве сега завршува четврто деление, прослави, осмо, прослави, средно, прослави. И не знам, до бескрај прослави. Од друга страна, сите сме сиромасни, Галина. Не ми е јасно, не да се претерува, него не знам како да ви кажам, што да направи полицијата, што да направи свет. Ова е чуден свет за мене. Чуден свет е за мене. Во река, ајде, во потесни кругови сме прославиле, па ова вре се прават свадби, реков се, за секој именден, за секој роден, за се прави прослави. Па не за матурска сега. Како кизда и завршил средно, па некли, сега ми врви времето бев да обичне, ги знам луѓето малци посиромашни, па се зачуди, па од музики, па од ова, па шо е, бе реков ова, а од друга страна цел кредит. Така, благодарам за јавувањето и секако вие сте првиот со кој што и ја започнуваме оваа црвена линија. Добар ден! Ке подсетиме за оние кои што подосна се вклучија, не заборавајте, денес црвена линија ве прашува, во екот на матурите сме, дали според вас се претерува со матурските прослави, односно со начинот и пристапот како денес се одбележуваат и прославуваат, и дали матурските прослави треба според вас да бидат поскромни. Неминовно е секако да го поставиме и прашањето, дали за матурата треба или мора да се даде и последниот денар, да се влегува во долгови, да се зимаат кредити, и секако дали на матурската прослава треба да се точи алкохол. Ова прашање воедно и анкетно за оние кои што ќе не заследат на Инстаграм. Добар ден! Добар ден, Тина. Господ ти да здрави и живот. Благодарам, субаво да се враќа. Ајде Подроме поздрав. да слушаме ваше мисли. Јас матурската не ја прославува. Си завршив училиштето, а матурска не. А сега матурска правят и оде да се пиеме таму. И правят проблеми. Ама некогаш и родителите се виновни. Тие му ги дават колите на децата. И пари му дават многу. И после се правят проблеми. Некој, ево, имаше и убиства. Така беше. И такви случаи имат. Треба да си се проставиш со учење, а не со матурска, со пиење и со викање таму да се туркаш, да се биеш. Да знаеш паметот да ги имаш во главата. Да читаш книги и да книгата те учи. Та ти е учител. Да читаш романи. Затоа сум ја школова. И ја то пишувам и поезија, и пеам песми мои, и сите работи. Поздрав од Роме од Бичево. Дали е тоа се? Добро, благодарам и вам за одговорите и оно што го споделивте со гледачите на Црвена линија. А ние ќе посетиме дека матурската вечер е навистина спомен за цел живот. Но во последно време секако мора да се признаеме дека токму за матурските вечери некако како да се фрлаат и премногу пари, некој се во можност, но некои родители навистина и се наоѓаат во ситуација каде што мора да се задолжат. Дали ви се чини дека се претерува со матурските прослави? Според вас дали матурските прослави треба да бидат поскромни и дали можеби акцентот на ваквата прослава која што е неминовно, но која што ќе ја паметат сите матуранти до крајот на животот, треба да стави акцент токму на тоа да има скапи тоалети, бесни возила, многу алкохол и секако во последно време факсе и наркотици. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Дали се претерува со матурските прослави? Јас мислам дека со матурските прослави се претерува. Се фрлат пари за безвеза работи, се купуваат скапи тоалети, скапи шминки. Матурската вечер треба да биде прослава на полнолетството на децата. И не мора да бидат толку децата дотерани како што не треба.
и не мора толку пари да се фрлат. И тие што немат пари, и тие сакат да бидат така дотерани, па зимат кредити, па се задужуваат, па после не можат и кредитите да се ги врнат. Значи, матурската вечер не треба да биде некоја си голема прослава, него наставно разделба на учениците еден од друг после 4 годишно школување во средното училиште. Едно време матурските вечери се правеа поскромни у хотел и сите дотерани како што треба и после одеа покај класните раководители и се збогуваа со нив. Значи, ово е веќе претеризам. Тука се фрла пари, тука се дрогират некои на матурските вечери, се пијанчат, не можат да ги однесат до дома. Значи, работата е у тоа што треба да се сопрат тие работи со такви големи прослави. Благодарам и вам за учеството и одговорите во ова издание на Црвена линија. Еве во ова денешно издание ќе посетам во ексе матурските вечери, секако ног матурска која што останува во сеќавање за секогаш. Поканети сте и секако ќе ни биде драго еве да слушаме стафи од оние кои што имаат матурант, матурантка, како гледаат на начинот и типот на прославата, односно денес на што се состава акцент, дали сметаат дека можеби премногу се троши за една матурска вечер, за подготовките и секако за самиот чин, дали можеби некако според вас треба матурските вечери да бидат поскромни. Добре доден сте сите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас мислам дека не се претерува. Добро. Не се претерува со матурските прослави. Затоа што не се врашта тие денови. Јас, да ви кажам, во нашето време беше бедна работа. Сега се децата поситуирани, пооблечени, по облека, по све, кои имаат некои коли, тоа е добро. И мислам дека имаат право да се издуват малку тие прослави, значи не се враштат назад детинството и со право децата имаат да демократски да се прослави тоа на многу убав начин, само да нема зија, да нема нешто да не се деси. Толку имам Дали тинче, треба и според вас да се точи алкохол на матурски? Нека се точи, Марикерко, не се врашта животот. Животот е многу краток. Нека се точи, нека се лумпува, нека се пуштат музики, животот е многу краток. Нека се памти, нека се фотографират. Јас мислам дека животот е една обично ништо ич. Зато не... Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Секако животот има своја смисла и треба да му се радуваме, дури и кога носи предизвици и искушенија и што се не. Благодарам за одговорите на господинот, секако продолжете да не гледате. Јас тука ќе подсетам и ќе ве префрлам накусо на онаму каде што Црвена линија секогаш има објава за темите, тоа е на Facebook. Ако не сте меѓу оние и кои што не следат на профилот Црвена линија на Facebook, заследете не, па наместо еве ако ви е полесно, можете и преку коментари и споделувања да дадете одговор на денешните прашања, односно во однос на нашата тема. Црвена линија на Facebook прашува дали матурските прослави треба да бидат поскромни. И секако ова објава, овака како што ја гледате, паралелно истовремено објавени на профилот на Телма телевизија на Facebook. Продолжуваме со вас во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Не, фала, Мирослав први телефон. Ало, се слушаме? Да, очекуваме, продолжете. Фала, видите, за претерување се претерува, тоа е факт. Сега никој не обраќа пажна дека е за алкохолот. Не треба да се точи, затоа што јас сум поминал и таа матурска.
Меѓутоа не е на ова време. Луѓето се задолжуваат и влегуваат у кредити. Меѓутоа, тоа е за 5 сати работа, се за 2000 евро у банка. Тоа е нивни проблем, да кажеме. Меѓутоа, еве сега да кажем, матурските има за месец-два кој не е полнолетен. И сега се точи алкохол. Тоа дали го зема некој обзир? Значи не е полнолетен за еден месец-два. Ја еве го имам лично проблем, имам полуматурант. Моето дете живе во Србија, ја не кријам тоа, 8 одделение. Закажало педикири, маредикири, на 7 име прослава, сега закажало у сабота, била голема гужва. Децата треба да си прослават меѓу нив. Затоа пошто секој од осмолетката секој си иде посебно у средно. Друг си иде од средно си иде на факултет. Значи, луксус, за мене тоа луксус. Треба малку да се прибереме, затоа и доживуваме некои работи и не отираат по уши. Значи, пазите, матурска вред, да го прославите у ресторан, да го пуштите, тоа е нормално. Тоа е дома се слави, музики, пеачки се зајмаат коли. Тоа е лудорија. Имам ситуација која сум познал човек пред 15 години да слави матура на детето. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Ке подсетам 90 секунди се предвидени за едно јавување, тоа е нашето правило, а секако ќе ве охрабрам, уште еднаш ќе ни биде драго секако повторно да го завртите бројот и секако да го доискажете она можеби кое што сакате да го надополните, нови 90 секунди. Останатите, еве, секако очекуваме, Facebook е социјален медиум, односно простор каде што можеби и помладите повеќе се активни, така да слободно продолжете да пишувате коментари, пристигнати се поприлично доста, што ми е драго. Наскоро ќе почнеме да ги читаме и коментарите, кои воедно ќе бидат и одговори на нашето прашање дали матурските прослави треба да бидат поскромни. И секако е во однос на тоа дали сте да има алкохол, и секако во последно време мора да признаеме и присуство на наркотици, она на што младите во последно време се изложени. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум на линија? Да. За темата за матурска прослави. Сите бевме матуранти. Јас сум од старата генерација. Скромно прославувавме. Не бевме на црвениот тепик, а денеска младиве како да одат на доделување на некој Оскар. Сите со раскошни тоалети, раскошни шминки, а секој родител тоа не може да се го дозволи. Некој има по 2, по 3 деца, влегуваат во големи долгови за да бидат на равна нога со другите деца. Мислам, и нивните деца да бидат задоволени. А јас како мајка, баба, матурската вечер да мислувам најубав момент, групно собирање на сите ученици што сме учеле заедно и како една свеченост, а не изложување како некое своје рекламирање. Денеска секоја вечер е матурска вечер за младите. Секоја вечер се излезени, секоја вечер се дотерани, секоја вечер се напијани, а не само секоја вечер, и преку денот. На секој излегување чарши, мислам, надвор, во градот кој излезиш. Ке ви се заблагодарам секако за учеството и одговорите на во денешното издание на Црвена линија. Напомена, такво ни е правилото, 90 секунди одбројува тајмерот за едно јавување. Кога се вклучувате, се разбира, по вртењето на бројот 02-307-005, го објавуваме тајмерот на екранот, за да имате можност да си го контролирате времето. Секако уште еднаш благодарам до господите и секако сте добре дојдени и повторно да се вклучите, па секако се она што сакате да го надополните, тоа да биде во нови 90 секунди. Одиме со гледача, потоа набрзо почнуваме и со коментарите. Добар ден. Добар ден.
Убав ден во Црвена линија сте. Исто и на вас, и на гледачите, и на тебе. Благодарам. Ова дека со матурските прослави дали се претерува. И и во моето време матурските кој имаше, кој немаше. Си прославува в куќи, во кафани. Секоја генерација си имаше своја матура. И ден денеска, але за полуматури во нашето време немаше такви прослави, туку идевме на времето низ Југославија, низ Македонија, како екскурзија. Сега за матура идат во странство, али сепак кој има, јас кажувам, убаво да се прослави матурата, кој има, кој нема, секој со свој, некој дури не ни прави матура. Дома ќе го испратат родителите, некој ќе прави фешти, но сепак матура си е. И се точило и на моје време алкохол. Секогаш се точило алкохол за матурантите, али за полуматурантите се слави сега со фешти исто така. Тука ја не се сложувам за полуматура, а за матурантите тоа е. Некој не продолжува да иде на факултет, некој се запослува, некој иде на факултет. Тоа е едно нешто што останува за секогаш. Јас сум за... Дека ова многу е напун. Така, благодарам многу. Останете си како со нас. Благодарам уште еднаш за учеството. Ајде сега се префрлиме онаму каде што навистина и ми е драго, има многу коментари. Продолжете, пишувајте сега кога ќе читаме. Почнуваме со коментарот на господја Цветанка Стојановска. Еве што напиша. Гледајќи едно видео на матуранти од еден наш град како во парови влегуваат во хотелот, останав запрепастена и се прашував дали се ова 18 годишни девојчиња и момчиња или возрастни манекенки и манекени од некое студио. Видов премногу гламурозна гардероба, шминка и фризури, што за нивните години ги прави многу повозрастни. Матурската прослава е да се слави 4 годишното другарување, разделбата и влезот во новото поглавје, а не модна ревија. Треба да си слават во опуштена варијанта и без помпезност, бидејќи тоа останува во сеќавање, а се друго е чудо за 3 дена, што родителите скапо и долго ќе го плаќаат. На сите матуранти им посакувам многу среќа и успех во нивниот иден избор. Поздрав Тина, поздрав и големо благодарам и вам, господја Цветанка Стојановска. Останете доколку не гледате и секако продолжите да бидете активни и на социјалните медиуми. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Само што седнав да ве гледам. Драго ми е. Темата е перфектна. Меѓутоа, јас сум за младите да одат, да го памтат овој ден, затоа што јас не бев кога одевме во Охрид. И ден денеска имам 75 години. Ми е криво зашто не бев кога се вратија. Моите другари кажуваа како поминале, а јас не бев не ради тоа што не можев да појдам. Со дечкото си бев овде во Скопје, така решивме да бидеме заедно, да не одам на матурска, меѓутоа не е тоа. Дали сметате дека треба да бидат поскромни матурските вечери? Црвена линија не е во однос на тоа да нема или да не се оди. Дали се скромни или не, кој како сака, кој како може, така ќе си направи. Да. Убаво е децата да се радуваат, да уживаат во тие години, се памтат. Ви кажав, 75 години ми е криво зошто не отидов во Охрид. Моите не ми дозволија. Јас дечкото решивме да останеме во Скопје. Не е тоа. Ја оправдали дечкото таа одлука, да речеме? Па добро, после и него му беше криво, и мене ми беше криво. Меѓутоа, тоа е така решивме така ние. останува врежано за Треба секогаш. децата да се забавуваат, да им биде убаво.
Благодарам многу за одговорите и еве ќе потсетиме. Значи црвена линија, прашањата не се во однос на тоа дали треба да се оддржува или да не се оди или оди на матура, но зборуваме во однос на тоа дали може би и премногу се троши, односно стануваат се попомпезни, полуксузни матурите, дали сметате дека треба да бидат поскромни. Особено акцент ќе ставиме, бидејќи сепак матурантите се млади, дали на матурската прослава треба да се точи алкохол, бидејќи во денешницата покрај алкохол младите се изложени и на предизвикот наречен наркотици, кои што навистина како да стануваат секојдневно зло меѓу младината. Добар ден. За алкохолот? Добар ден. За алкохолот е научно докажано дека една капка од алкохолот е штетна за организмот. Значи, штетна е за стари, штетна е за млади, штетна е за средни години, а најштетна е тие што го почнуваат во живот на своите 18 години, 19 години, така да не само што може да предизвика катастрофа, него е штетна за самото здравје. Колку побрзо го научиме тоа, толку повеќе ќе ни. Ја, например, не пијав алкохол. Сите ние си збориме за себе. Тоа не ми се бендиса, али ја ќе си зборам за себе како и другите. Значи, ја кога одев на матура, татко ми и мајка ми беа веќе легнати во 8 сат. И викам ја, мајка ми се сети, вика, сине ти, вика, вечер на матурска си бе, вика, браво, вика. Значи, нити помпи, нити циркузи, нити можда ми беше криво тогаш и тие работи, но да се пофалам, за разлика од моите другари, пред 40 и таму повеќе години, ја отидов со кола, има возачка дозвола, кола возев ја пред 40 и тие неколку години. Али ете, немаше толку вака внимание, мош малку ми е криво, мош не ми е, не знам како, али нема внимание од домашните животни, мислам, татко ми и мајка ми, многу за мене не се секира, али бев. Благодарам за одговорите и драго ни е што споделивте како вие се сеќавате на својата матура, но еве и ќе потсетам, ве молам, само внимавајте, тамерот е 90 секунди, но се додека траеме можете повторно да се вклучите во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Ке мора многу погласно, ве молам. Добар ден, дали се слушаме? Да, не многу јасно и гласно, но верувам ќе биде подобро. Повелете. Малце изиритиран од емисијата ваша и од одговорите. Ало? Да, ве слушаме. Да. Мислам дека многу погрешна ви е темата. Зошто? Затоа што прво мислам дека прашањето треба да биде каков е односот на родителите спрема децата, каков е односот на родителите спрема тоа колку кој може и како може, а после тоа дали децата ќе оделе на матура или не. Матурата била и... Дали треба матурите да бидат поскромни? Еве пишува дали се претерува со матурските прослави? Да, прашањето така е, но вие секој пат дозволувате на моите предходници да кажат кој што правил, како правил во времето кога правил матура. Значи, за жал... А зошто да не споделат малку? Да, и кој одговорен на тоа дали матурите биле претерани или не? Не, нажалост. Значи, во денешно време многу работи забега, вклучувајќи и тука и матурите. Токму затоа викам, прашањето треба да биде каков е односот на родителите спрема децата, кои што дозволуваат или не дозволуваат детето негово да оди на матура или не. Добро. И токму затоа и се јавив и се надевам дека нема да му ја расипите матурата на сите оние матуранти кои што годинава слават матура. Бидејќи се очивали одговори кои што вие ги дозволувате во вашата емисија. Благодарам. Најверојатно ќе го цениме она што го кажате. Еве, добро вие го поставивте прашањето до останатите, ова е една отворена дискусија. Апсолутно и не знам од каде, многу ми е жал за тоа, господинот има впечаток дека црвена линија има намера да им ја расипе матурата на матурантите.
Секако сакаме да слушнеме и од гледачите, особено од повозрастните, бидејќи времињата се менуваат, матурите некогаш и матурите сега. И во однос на тоа какви се матурите сега, факт е и сведоци сме сите дека каде се по-луксузни, повеќе се троши и еве прашуваме дали сметате дека треба да бидат поскромни, можеби треба и повеќе да се троши според некој од вас, а особено прашуваме дали на матурската прослава треба да се точи алкохол. Благодарам уште еднаш за господинот. Нека продолжи да не гледа и секако добре дојдени сте сите со вашите одговори. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Ја ќе направам една хронологија, па кому како ќе му се бенди се така нека мисли. Јас пред 62 години слазев матурска. Ние во тоа време се собраме во спортската сала во школото и имаше сокови, имаше грицки, бицки и многу скокање, лудување, игра, песна до безвез. Меѓутоа, како иде време навака, значи се ослободуваат тие стеги и од година во година прославите се далеку по-весели, по-гламурозни, а сега се дури и трагични. Овака, дали имате вие случајно, значи нешто, некои си посознанија, колку има настрадано досега, речеме, матуранти кои биле на прослава, а не си отишле дома. Или се многу повредени, останали инвалиди. Ја ми се чини дека ги има, само дали ги имате тие податоци. И моето размислување е да бидат скромни, да не ги оптеретуваат родителите со премногу скапа гардероба, што се вика да не употребуваат алкохол, да не одат со сопствени возила, некој да ги однесе од фамилијата или такси да земат и натака и назад, да си отидат живи и здрави и да се вратат живи и здрави. Ако на тој начин да се прославуваат, ќе ги имаме децата за век и веков, ама ако барат лудори, ако барат нешто не е соодветно, не дај Боже, може да се случи и најлошото. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам. И во однос на тоа уште еднаш ќе повториме, особено со оглед на тоа што во рамки на одбележувањето, односно таа матурска прослава, секако доколку се претера, односно навистина се изложат младите и на премногу алкохол, во последно време факти наркотици, тогаш последователно се изложени на огромен ризик кој што може да биде и живото загрозувачки. Од тие причини во екот на матурските прослави постои и објавено е соопштението на Министерството за внатрешни работи. Оттаму велат на матурска прослава без автомобил, без конзумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир. Статистиката е неумолива. Во деновите кога се организираат матурски прослави се зголемува бројот на сообраќајни незгоди, а голем дел од учесниците во сообраќајните несреќи се млади луѓе матуранти. Одговорноста за девијантното однесување на дел од матурантите во сообраќајот е првенствено кај младите, но и кај нивните родители. Црвена линија денес прашува еве дали односно за прославата, за матурската треба да се даде и последниот денар, дали тоа значи дека можеби премногу се троши денешно, во денешно време за матурска вечер, или можеби и треба да бидат вакви гламурозни, скапоцени и секако да се потроши повеќе. Одговорите, верувам, ќе ги дадете вие. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Да, јас сум човек од 67 години, што значи дека јас мојата матурска го имав негде пред половина век. И може да кажам дека во тоа време сето наше однесување, облекување беше за тоа време екстравагантно. Тоа е истото како што е тоа денес во ова време за нашите родители кои што се во мои години, што представува некаква си екстраваганција. Фактички тоа е реалност на денешниот век, на денешно време. Да ги ставиме младите да го живеат својот живот, да се представат во својата убавина, да го живеат животот на ова реалност, на ова денешнина. Тоа е аспект на нивното однесување, нивното облекување. Тоа е мојот поглед на тоа. Значи, така било секогаш.
сега во врска со алкохолот. Затоа ние си имаме закони и законите мора да се следат. Тука нема потреба од филозофирање, од морализирање. Има закон да се следи. Убавата работа е и што треба да се стори, по моје мислење, дека оние кои што ќе бидат под дејство на алкохол, помалку или повеќе, нека користат такси. Групно, ќе биде поевтино, ќе биде донесени дома, ќе биде се сигурно. Нема потреба од трагедии, нема потреба од представување на работите по-лошо од колку што се. Младите луѓе нека го живеат својот живот, нека му се радуваат. Благодарам, го цениме и тоа што го споделивте со гледачите. Секако сите сте добре дојдени и секој од свој аго може да ги сподели своите ставови и гледишта во ова денешно издание на Црвена линија. Благодарам уште еднаш за гледачот. Ајде да видиме какви коментари пристигна на Facebook. Продолжете да пишувате. Ќе продолжиме со коментарот на Тихи Дон. Напишал: многу се претерува со матурските прослави. Родителите заглавуваат со кредити. Младите многу порано пред полнолетство почнуваат со алкохол, цигари, дрога и секс. Сакаат пред време да пораснат, а не се свесни што ги чека. Зошто да не ги прослават скромно и мал дел од средствата што би ги потрошиле да ги донираат на сиромашни и болни деца. Благодарам, Тихи Дон, за коментарот. Продолжете, почитувани, оние кои што сте активни на Facebook, заследете не на профилот Црвена линија, профилот на Телма телевизија и учествувате во ова издание и преку пишување коментари. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Вашата од скоро поранешна гледачка. Постојано ве следам. Драго ни е. Повелете, ве слушаме. Имам да кажам, да му честитам на сите матуранти од цела Македонија, успеси понатаму, да бидат по-успешни и така натаму. Меѓутоа е една забелешка, што вистина многу се претера со матурските вечери, исто така и може да бидат поскромни. Затоа што тие се многу убави и млади луѓе, што не му треба онолку скапа гардероба, ги красни самата младост. Не му треба толку педикири, маникири, се искубаја, се сторија, депилаци, што ќе биде оно нешто. Тие исто ми изгледат мене, бар овде во Битола, како што гледав матурска вечер, испраќање и така натаму, тие личат како на црвениот тепик во Холивуд на ноќта на Оскарите. И ми изгледат далеку така поздрави, меѓутоа се многу убави. Не можам да го порекам то, се прекрасни децата, ама многу изгледат посериозни од нашите генерации. Ние имаме само еден карбин, друго ништо. Ете тоа беше, ова е се, голем поздрав од Битола и се најубаво вас лично и да сите во студиото. Благодарам за убавите жилби и секако за учеството во Црвена линија и драго ни е што редовно не следите, а и редовно учествувате. Останете и понатаму со нас. Добар ден. Добар ден, дали сум јас на линија? Да, и тоа на Црвена линија, повелете. Да. Среќен ден и убав ден вама и на вашата екипа. Благодарам. И јас се слагам со сите гледачи. Едноставно треба да биде матура за не да бидат накитени и кои имаат се накитуваат како што не треба, а кои немаат со едно скромно фостанче, едно скромни ствари на него, едноставно е тоа најубаво, а не ќе се надотерам, а утре родителите ја ќе ги потрошам, ќе не знаат крај со крај да најдат. Толку ви благодарам и пријатно. Ви велиме, ние благодарам и секако да ги прочитаме и овие коментари. Дали матурските прослави треба да бидат поскромни? Джим Глик напишал и нешто алкохол и дрога за да се памти цел живот. Понекогаш родителите ќе памтат цел живот облечени во црно. Маја Наскова напишала секако, Ангелина Димитровска нормално, а Зоран Котев на нашето прашање напиша да. А еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм.
На прашањето ова е друго, само момент. Ајде да одиме со реклами, па секако ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм. По рекламите да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата на прашањето дали на матурската прослава треба да се точи алкохол, дали може да покажеме, со да одговорија 43%, а со не одговорија 57%. Секако ќе ја честитаме и матурата на сите оние кои што допрва ќе ја прослават или пак ја прославија. Секако ви посакуваме многу успех и успеси какви што секако ќе бидат од голем бенефит за сите нас. А што се однесува до она што следува, секако останете со Телма, бидејќи следува да се кажеме со Горан Петрески. И уште една напомена. Останете секогаш добро информирани, секогаш кликајте на telma.com.mk.